професорите истомисленици очигледно следува во продолжение професорот доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет во Скопје. Зад нас споменот на Старо Скопје, а на тлото Ново Скопје, па ќе разговараме за денешното и Скопје на идни генерации. Добар ден, професоре. Еден ден како мотив да отвориме некои прашања со вас. Години на изградба на главниот град, тука може да споменеме дека бројни архитекти, урбанисти, инженери, сеизмолози од 90 земји од светот учествуваа во изградба на Скопје. Па каков лик доби Скопје? Да, добро утро, благодарам на поканата. Денес е значаен ден во историјата на Скопје. За жал пред 60 години, токму во тоа кобно утро, се има сменето историјата на градот, се има сменето животот на сите скопјани, а воедно тој ден представува и пресвртница во градителството во Скопје, во Македонија и пошироко. Не би бил искрен доколку кажам дека сум задоволен од ова што го гледам денес во Скопје. Далеку е од она што посакувам да биде и што би сакал да биде, и за град кој треба да го оставиме на идните генерации. Накусо би кажал дека Скопје е пропуштена шанса. После катастрофалниот земјотрес од 63 година и 1070 загинати, кои се единствената ненадомеслива штета од тој катастрофален настан, Скопје имал привилегијата да биде во центарот на светската јавност, па во неговата обнова биле концентрирани многу значајни градители и творци од тој период, и Скопје имал шанса да прерасне во навистина современ, модерен град со сите атрибути што тоа го чинат. Може да споменеме тука дека најсовремените техники тогаш, во тогашно време, се користело од архитектите, од сеизмолозите, автентични градби се уште зборуваат за тоа дека најмодерната технологија тогаш била примената, па и Македонската радиотелевизија е еден од тие објекти. Како е денеска? Јас би го поделил развојот на градителството во неколку области. Секако преовладува развојот на градежното конструкторство, и тука сигурно имаме најголем напредок во квалитетот на градбите, во однос на нивната безбедност и во однос на нивната сигурност. Секако постојат уште многу места каде што треба да се унапредуваме и да бидеме подобри, посериозни, поодговорни во таа задача. Меѓутоа, сметам дека тука имаме релативно добар напредок. Она што за мене, по моје мислење, потврли значително е урбанистичкиот развој на градот, ако воопшто можеме да зборуваме за некаков развој и за некакво долгорочно планирање. Ако Скопје беше разрушено од катастрофалниот тектонски земјотрес во 63 година, може би уште посериозни последици за градот предизвика транзицијскиот земјотрес кој се случи 90-тите години и кој се уште трае. Скопје не успеа да одолее на притисокот на приватниот капитал, не успеа да се одбрани од тоа и последиците ги чувствуваме секојдневно. Дали ова во контекст на тоа Скопје како што вие го замислувате? Би ставиле ли вие црвена линија на некои објекти? Па секако има многу промашени објекти во Скопје и за жал, знаете како е со урбанизмот. Тоа се недонамесливи штети, не може да се поправат. Уривањето на тие објекти е, да кажам, скоро невозможно, и тие веројатно ќе останат долги години и децени да го наградуваат градот и за жал, токму така, има бројни такви примери. Еве, ќе споменам, на пример, паметникот на земјотресот, ќе споменам старата железничка станица, која е токму зад нас, која што наместо да се направи обид таа да се реконструира, бидејќи станува збор за еден навистина убав објект, и да се претвори во некаков културен центар на градот, конгресен центар на градот, она што ни недостасува, таа е сега опколена со стамбени, деловни и трговски објекти. Тоа се тие шанси кои што се навистина не може да се надоместат и не може да се коригираат.
Кога зборуваме за проекти кои што сега се градат и кои што се најавуваат дека ќе се градат, па ова ли е Скопје како што го заслужуваат идните генерации? Секако не. Наша задача е да се обидеме барем да ги, кога зборам наша, мислам на генерациите кои што се сега активни во градителството во Скопје, е барем да ги стопираме овие негативни процеси, да се обидеме нешто да поправиме, за да им оставиме нешто поголема шанса на идните генерации да можат работите да ги подобрат. Губиме од ден на ден, губиме од битка до битка. На крај се плашам дека ќе биде изгубена и целата војна помеѓу овој наплив на така наречен урбанизам и она што треба да биде јавно добро за доброто на скопјани. Тоа имаме многу случаи такви, например, ќе споменам Треска, тоа е една современа битка која почнуваме да ја губиме. Сарај, Матка, како еден благодет на градот, во непосредна близина на центарот на градот, места кои се култни, старата Скопска чаршија, која треба да биде бисер на градот, но од разни причини ние некако отклекнавме под разни притисоци и се доведовме во ова дередже во кое што сме денес. Чинам дека едно од најпоставуваното прашање денеска и кон вас, доколку разговарате за градбите со било кој пријател, еве и новинарите денеска, ќе биде прашањето дали сеизмички се добри градбите, дали може да им веруваме? Да. Тоа е интересно прашање, дори од поширок има во себе содржи низа контексти, не само од градителски аспект. Зошто јас често се прашувам зошто ова прашање толку често се поставува. Доаѓам до заклучок дека луѓето изгубија верба во институциите. Изгубија верба во системот, ако воопшто можеме да говориме дека некаков систем сега има изграден. И оттаму и прашањето, ако ние веруваме во системот, тогаш ќе бидеме убедени дека сето она што излегува на пазарот на недвижности е со бараниот квалитет изградено по соодветните стандарди. Меѓутоа, очигледно, таква верба се изгуби и во градителството и оттаму ваквите прашања. Генерално е многу тешко да се донесе заклучок дали сите градби се добри или не, меѓутоа во секој случај има апсолутно огромен напредок во квалитетот на градбата на конструкциите на зградите и оттаму не би требало да се плашиме од земјотрес сличен на оној што се случил пред 60 години, дека ќе може да предизвика ни приближно онакви штети какви што имало тогаш. Впрочем, еве еден податок кој често и го напоменувам, во Скопскиот земјотрес не се урнала ниту една армирано-бетонска зграда. Што говори само по себе дека квалитетот на градбите бил на толку ниско ниво, што била, можеби, единствена причина за така катастрофалните последици. Па добро, еве да заклучиме дека зборуваме за модерно Скопје, зборуваме за Скопје за идни генерации, а се наоѓаме во една градежна експанзија и кога се соочуваме со такви градежни предизвици, останува прашањето да ве прашам, имаме ли на кого да се потпреме како идни генерации, градежници, како е на градежниот факултет, имаме ли млада генерација која што ќе се справува со таа градежна експанзија и ќе ја става горе-долу во ред и ќе следи дали се почитуваат правилата и прописите. Да. Ова е болна тема, особено за мене како декан на градежниот факултет, бидејќи последниве години бележиме застрашувачки пат на интересот на младите за студирање на оваа струка, која што е вклучена не само во градбата на зградите, во градба на се она што е околу нас, во одржувањето на сето она што е околу нас. Тоа не смееме да го сметнеме од ум, дека е исто така значајно колку и градењето, може би во оваа фаза уште позначајно. Ако овој тренд продолжи ваков, тоа ќе биде неодржливо за градежништвото, а што е уште пострашно, неодржливо за државата. Не ќе може да функционира држава со толку мал број на градежни инженери и токму затоа се нашите обиди да излеземе, да бидеме што повидливи за младите, да ги истакнеме добрите карактеристики на оваа струка, да во општеството ги отстраниме оние негативни кои се и да привлечеме што поголем број идни градежни инженери. И денеска за нас, младата генерација, Скопје е живот, Скопје е љубов, додека ве чекавме да дојдете, немаше луѓе, беше тивко на улица Македонија и наистина уживавме утринава. Па има ли некое место такво во кое што вие утрински уживате, професоре? Па едно од најубавите места во Скопје е неговиот градски парк.
Мислам дека тоа е една од највпечатлива инвестиција што е вложена во градот и за мене е навистина место во кое што може да се ужива. Исто така морам да го напоменам еден капитален проект кој е реализиран после земјотресот, тоа е уредување на коритото на реката Вардар. Многу скопјани се рекреираат вдолж уреденото корито, особено сега, со изградбата на пречистителната станица која започнува сега и која исто така е еден капитален проект за Скопје. Жалосно што досега сме ја немале. Вардар ќе биде и почист, така да можни се и други содржини за развој во околу него. Сметам дека тоа каче заслужува внимание и уште замислете сето тоа да се спои со некој зелен појас, со Сара и Матка, езеро Треска, дури не можеме ни да замислиме дека е такво нешто можно во овие денешни услови, а не е невозможно. Ви благодарам, професоре. Благодарам на поканата, ми беше задоволство.